Неготино навистина ја презема лидерската позиција во тиквешијата. Нивниот совет функционира како реално шоу во кое учесниците не се надпреваруваат за главна награда, туку за подобра стартна позиција пред следните избори. Оваа сезона има и едукативен дел. Да ми објасните подетално, пошто не сум доволно стручен, што значи тоа когнитивни способности за развивање на когнитивните, како рековте? Извините. Добро да ми објасните за тоа, благодарам. Една од способностите што имаат навистина тешко име е меморијата, веднаш до неа и говор. Но кога помнењето ќе затее и јазикот ќе биде побрз од мислата, се отвора простор за придонес кон македонската лексикографија, со зборови кои досега не постоеле. И сметам дека тоа е дибулоза, што вие сакате да го представите пред јавноста. Секоја дибулоза обично е проследена со известна доза нервоза. За среќа, секогаш има колеги подготвени да помогнат со проверени рецепти и квалитетни илјачи од увоз. Ајде толку да не те давам, да не те правам нервозно. Друг пат кај идеш, да ми си јапчињеличите да донесам, јас имам го бави. Колега, никој не е нервозен, сите ве слушаме и ве трпиме тука со саати да зборувате, да вреđате и да оквалификувате како што не треба. Кога страстите ќе засмират и шоуто ќе продолжи во редовен амбиент, почнува вистинската трка по внимание. Во неа спред конкуренцијата неприкосновен фаворит е победникот од последната емисија. Низините конкуренти ја откриваат стратегијата. Што повеќе фотосесии. Присутни сте насекаде, за пофалба е. Гледаме слики секој ден. Турнир табла, турнир шах, турнир кошарка, селска слава, икона. Секако во една таква трка не недостасуваат ниту ситни подметнувања, особено кога се координирана заедничка акција, ќе биде оневозможен против кандидатот да ги истакне своите предности и искуства. Знаеш ли ти што е софтвер? Не, ти знаеш. Па никога ме стеме софтвер во Југокомерц и во авторемонт. Да се држиме до точката од дневниот ред. Ме пита сега, сега ти не му викаш да не мислам. Он ме пита, ја да му Любе, одговорам. вака се. И на крајот, сепак не постои шанса за да се стигне до триумф, а да не се искористи туѓиот публицитет, да не се боцне како комарец, првиот, и тоа омразен сосед. Како, например, животна средина, ако имаме инспектор, до сега че беше напрскано, че не маш да имаме комарци и глупци, кашо вика вуле, среќа нилски кој што не испадна, ки имито крокодил, вика, кај не го имал. На Неготино не му требаат инспектори, туку вратари, оти за нагледаното регионално шоу. Треба да се наплаќаат влезници. Само и покрај тоа што сите отворени дилеми на седницата на Советот беа расчистени, останува неодговорено. Само едно прашање. Кој всушност се грижи за Неготино?